Среда 20 март, кратки вести во 12 часот. Бројот на патници услужени на двата македонски аеродроми во земјава достигна 432.678 во првите 2 месеци од годината, што е за 39,5% повеќе во споредба со истиот период од минатата година, соопшти Аеропорт де Пари. Само во февруари бројот на патници достигнал над 189.000, што е за речиси 31% повеќе од февруари 2023-та. Остварениот сообраќај на аеродромите во Охрид и Скопје за првите 2 месеци од годинава достигна 3.521 лет, што е за 34,5% повеќе споредбено со истиот период лани. Македонските државјани во странство ќе може да гласаат само за избор на председател, бидејќи нема доволен број пријавени за гласање на парламентарните избори. Според последните податоци на веб страницата на Државната изборна комисија, за гласање во странство пријавени се 2954 иселеници. Гласањето за председател на 24 април и за вториот круг на 8 мај врз основа на пристигнатите апликации треба да се организира во 24 земји. Најмногу пријавени барања за гласање има во Германија, Словенија и Швајцарија. Врвни борби направија учесниците на второто државно традиционално теквондо ИТФ првенство на Македонија што се одржа во Охрид. Учество зедоа 78 надпреварувачи кои се надпреваруваа во 2 дисциплини, форми и борби. Најдобар клуб на првенството беше Хваранг ИТФ од Лескоец со освоени 15 златни, 14 сребрени и 19 бронзени медали, како и 6 пехари за најдобри поединци. Надпреварувачите, покрај што ги бранеа боите на своите клубови, некои од нив се бореа за место во репрезентацијата за учество на следното европско првенство што ќе се одржи од 15 до 22 април во Копер, Словенија. Времето денес сончево со мала облачност, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 9 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.